театарска представа "Ужасите предизвикани од пасивното пушење" е проект на театар при Домот на културата во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, со надеж дека следните ќе ги подпомага повеќе и Министерството за култура на Република Македонија во истиот контекст што пред малку го реков, нели? На подигнување на квалитетот на театарското ниво, на театарскиот живот во Кавадарци. Актерската екипа е тука, речиси комплетна. Мене ми останува само две работи, да се благодарам на цел тим и овој актерски, на гостинот режисер Јордан Витанов, на сите вработени во Домот на културата кои што максимално овие 60 на 70 дена се вложија себе си во овој проект. И втората работа е да ја поканам, се разбира, публиката, ќе кажам само динамика, утре вечер премиера, сабота 23 и идниот четврток 28, ако не се лажам, се првите репризи. И уште два збора, ако ми дозволите, јули месец крај ова представа гостува во Албанија, крај на август месец гостува во Србија, понатаму ќе си го има својот редовен живот, се надевам, со голем број на репризи на матичната сцена и со гостување во нашата земја. Еве дојде и овој за нас толку очекуван ден, денот на премиера на оваа представа која ја најавивме пред 2 месеца, интензивно работевме овде во Кавадаричкиот театар. 2 месеца, јас и моите колеги. Чувствувам малку возбуда, трема несекојдневна и покрај тоа што имам над 120-30 представи одиграно, нешто режирано. Има ова представа некој еден сентимент кој е врзан само за мене и не е за во јавност и тој ми дава таков мал еден немир и исчекување. Се на се, сума сумарум, кој ќе земеме, јас сум многу задоволен од целиот овој процес и од резултатот, што е особено важно. Се надевам дека кавадаречката публика со задоволство ќе ја гледа и ќе ужива во оваа шармантна комедија, полна со неочекувани пресврти, убави вербални дијалози, сценски решенија, дизајнерски решенија на ниво на костимографија, сценографија, музика, значи една комплетна логистичка или продуцентска подлога. Сакам да кажам дека оваа представа, јас лично ја доживам, бидејќи ми е ова трета соработка со Кавадаречкиот театар, како една представа која ќе овозможи интерес кај луѓето, факторите од градоначалник, совет на општина, по и некои повисоки инстанции како Министерство за култура држава, да се огледаат потребата од постоење на една професионална трупа овде во Кавадарци, која не може да се изгради од една представа и од еден проект, туку перманентно, грижливо, со многу внимание, нервози, соннежи, може да се изгради. Кавадарци е град со убава љубопитност спрема уметноста и сметам дека заслужува да држи една убава професионална трупа во рамките на Домот на култура. За представата и јас исто, како и директорот и како режисерот, топло ја препорачувам на кавадарчани. Јако кавадарчани, еве според од тоа откако почнаме, само 2 дена рекламираме веќе представата, кога ќе испадне премиерата и првите репризи. Само јас имам преку 100 пораки и на Facebook и на телефонот за резервирање на карти, значи интересот уште сега голем, а интересот ќе стане уште поголем од кога ќе се изгледа представата, значи тие луѓе ќе изгледат представата, знам дека ќе почнат да ја препорачуваат, затоа што представата има една многу чудна, интересна топлина, има една многу тема страшно убава и страшно актуелна за денешно време, која што уште повеќе дополнително ќе ја загудишка, ќе ја заголица публиката, а со самото тоа нели ќе ни даде и нас еден мотив и еден поттик плюс да одиграеме што подобро.
ништо уште еднаш нема да зборам за ликот ќе го оставам да го оцените вие, да го процените вие како публика. Особено мене ми е неизмерно убав лик, ми беше голем предизвик ми беше да го одигравам овој лик. Многу комплексен лик кој што на крајот, нели, на краиштата, на крајот од денот, на крајот од представата, има една своја многу убава нишка, која што, пак ќе кажам, публиката веројатно ќе ја забележи. За мене е едно многу пријатно чувство работа со прв пат се најдов сам со овие моите помлади колеги и право да ви кажам, се чувствував некако обратно од тоа што беше до сега. Почнав ја да ги бркам нив, да се плашам од нив, да внимавам, не можев да им го стигнам темпото. Меѓутоа за мене тоа е едно убаво чувство, пријатно. Што друго не останува още да дочекаме премиерата, да изиграеме, фала Богу, така како што сите очекуваме. Се надевам дека публиката ќе ја прифане. Представата многу за ликовите нема да зборуваме. Само една покана до сите што сака да погледнат представата, а ги има многу. И една благодарност што и до режисерот, и до актерите, што ете си најдов некој место оваа група, затоа што кажав и на првата пресконференција, кај беше дека кој знае како ќе биде на тие што ќе се тепат надвор за карта. Знам уште сега како оде муабетот за карти, че има, че нема, дај ти најди ми, не, вие ќе ми најде мене, не од ваму ќе најдам. Интерес дека има. Поголема нетрпеливост дури имаше и кај нас, што ние двај чекаме да ја спремаме да ја дадиме. Ајде, сега, ајде, нели сме готови, готови сме. Како и да ја стигнаме до крајот, тешко, многу тешко што викат, ама стигнаме и мислам дека направиме една многу убава работа.